Високата школа за новинарство промовираше 3 нови учебници, наменети не само за студентите, туку и за активните новинари, истражувачи и медиумски професионалци. Трите наслови се првите книги од едицијата Ex Libris и до есен треба да станат дел од пошироко семејство од 15 на изданија. Учебникот Слободен изразување, јавен интерес и медиумска регулација е посветен на темелните принципи за слободата на изразување и јавниот интерес и прави преглед на меѓународните стандарди и домашната медиумска регулатива. Ретко може да се најде литература каде сите овие прашања се обработени на едно место, може да им биде исклучително корисна и на активните новинари, на уредниците, па дури и на медиумските собственици, бидејќи се разработени сите законски правила поврзани со работењето на медиумите и собственичката структура, значи обврските на медиумите, заштитата на малолетниците, начинот на регулација и така натаму. Медиумите не го штедат македонскиот литературен јазик. Правоговорот и правописот се поретко се почитуваат, а јавните настапи изобилуваат со жаргонски изрази и интернационализми. Учебникот Современ македонски јазик во областа на новинарството и на односите со јавноста би требало да биде дел од секоја редакција. Посветен е на сите оние кои се занимаваат со јавно пишување и говорење и дава насоки како да се сочува и негово мајчиниот јазик. Иако ни е мајчин, некогаш го опознаваме добро, некогаш па некои нешта ни излегуваат од контрола што се однесува на јазикот и токму затоа оваа книга има цел, стремеш, да ги насочи сите оние кои се заинтересирани за таа лингвистичка проблематика, особено кога станува збор за јавниот говор. Емитување вести, пишување, известување и продуцирање е дело на легендарните звезди на CNN, Тед Вајт и Френк Барнес. За прв пат преведена на македонски јазик ги води студентите и идните репортери низ тајните на телевизиското новинарство. Книгата е одличен водич за оние кои работат пред и зад камерите. Оваа книга учебник прави преглед на природната прогресија на тоа како се прават вести. Значи, од спецификите на пишувањето на вести до собирањето на информации, користењето на извори, известувањето, па се до продукцијата и емитувањето на телевизиската програма. Трите наслови не се последни од издавачкиот опус на Високата школа за новинарство и односи со јавност. Новите изданија ќе се однесуваат на корпоративните комуникации, комуникацијските теории, репутацијскиот менеджмент, брендирањето и основите на новинарството.